Doat ju informoj se gjendja e pacientëve që dje ishin të hospitalizuar, të gjithë janë në gjendje relativisht stabile. Fatmirësisht asnjë prej pacientëve të cilët dje ishin hospitalizuar nuk ka pasur ndonjë farë komplikimi. Deri tash në klinikat e Shkupit ka 84 pacientë. Strategjinë e kishim pak e ndryshuar, të gjithë pacientët prej Koçanit dhe Shtipit i morëm këtu, pasi që 51 pacient tashmë janë jashtë vendit. Unë kisha deshë edhe njerë të tregoj se në Turqia 9 pacient, në Bullgari 14, në Greci 5, në Serbi 17, në Ungari 2 dhe në Romani 4. Sot shpresoj se shkon edhe një fluks i pacientëve, në Sloveni 4, në Kroaci 4, në Austri 6 dhe në Beograd edhe 12 pacient. Gjithashtu ka disa raste të reja të cilët pacient dje nuk janë paraqitur as pak të mjeku, po sot kanë paraqitur simptome të caktuara dhe janë paraqitur 2 pacientë në Shtip. Pasi më në Shtip dhe në Koçan thash nuk kemi më pacientë, të gjitha pasi u shprazën kapacitetet këtu i kemi nën kontrollin ton këtu në Shkup. Kështu që shpresoj që sot të formojmë edhe ekipe psikologjike, të cilët do të japin përkraje për pacientat, po edhe për familjet prej rastit tragjik që ndodhi në Koçan. Каква е состојбата на веќе транспортираните пациенти? Имате ли информација за овие 50-тина? Дали понатаму се во критична состојба, делно од тешко? Да, видете, критичните пациенти, да, сите пациенти се сместени, се во релативно стабилна состојба, 20 кажавме дека се критични, не дека се случило нешто, дека се сега многу подобри. Меѓутоа, тоа што добиваме информација од овие сместените, сите се под контрола и сите се во релативно добра состојба. Меѓутоа, добро се каже и во кризниот штаб од одредени колеги, веќе компликации се очекуваат тек денеска и утре од овие пациенти, така да ќе ви информираме за се што се случува. Во моментот сите информации што ги имаме дека пациентите се во стабилна и добра состојба. Доколку има нешто ново, секако ќе бидете известени. Јас мислам дека во тек на денешниот ден, најдоцна до 14 часот, од Министерството ќе излеземе со бројки контакт особи за сите болници кај што се сместени нашите пациенти, за да можат и семејствата, меѓутоа и екипите од Министерството за здравство да комуницираат со болниците и секојдневно, барем на 4-5 сата, да добиеме информации за состојбата на пациентите, зашто ќе бидете брифирани секако како новинари па и како јавност. Министер, може ли да ни кажете вкупната бројка на хоспитализирани и во Македонија и надвор? Колку луѓе се хоспитализирани? Многу едноставно, значи во Македонија се 84 и 51 во странство, значи вкупно се 135. Зашто одлучивте да испраќате конкретно поголем број на пациенти на дали гласуваат тука или за посоодветен третман и во постерени услови во тие земји? И да одите и во поголеми држави, центри за изгореници, нема, и ако има, гледате, сите држави прифатјаат по 20, тројца, четворица, петорица, не повеќе. Значи, нам ни се случува шок, изгореници на 160-130 особи кои што треба да се третираат и нормално е дека немаме капацитети добро да ги третираме. Имаме капацитети за третирање, за да биде третманот така како што треба, затоа ги делиме во повеќе држави. Инаку можевме по 3-4 соседни држави да ги пуштиме, меѓутоа гледате, Виена прифатјаат 6. Србија малце повеќе, Бугарија 13, Австрија 4, Загреб 4. Значи, овие пациенти веќе компликациите кои што се јавуваат од изгорениците, а сите се од втори, трети степен, што се испратени, можеби да речам најкомплицираните, веќе постојат ризици за инфекции. Не би сакале да се комплицираат случаевите, не дека немаме капацитети, да немавме можности да ги задржиме и да ги третираме тука. Но целта ни е да се третира што подобро, а во меѓувреме да бидеме подготвени за евентуални компликации или случаеви кои што биле латентни, кои што немале, како што ви кажат за Штип, денеска се јавени 2 пациенти. Ја очекувам денеска и утре да има и дополнителни пациенти кои што можат да се јават. Така тоа ни беше стратегијата и целта, а отворивме можност сите пациенти да не бидат третирани надвор од Скопје, сите да бидат
во Скопје и денеска мислам дека состојбата е комплетно под контрола. А на Дали работа се нели дојдени лекарски тимовите екипи од од Белгија, надвор Чешка, кои ги се најавија? Да, веќе се стигнати доктори од повеќе држави, од Чешка, да, од Израел треба да стигнат, од Белград се стигнати, значи околу 15 колеги веќе се во Македонија, ќе ги распределиме по клиниките кај што има највише потреба за да работат заедно со нашите колеги и да го споделат нивното искуство што го имаат од нивните држави. Многу благодарам. Целата критика на македонското здравство, вчера над 140 поведени беа присватени во многу краток рок. Значи, збориме за поведени кои најголем дел имаат изгореници од 2 и 3 степен на повеќе од 10, 20, 30% од површината. Значи, вчера беше недела, се случуваат и други работи, не е само трагедијата во Окочани, така да морам да кажам дека првата фаза на згрижување на пациентите е завршена. Сите се прифатени. Ниеден не е оставен незгрижен и мислам дека мораме да пофалиме како реагираше македонското здравство. Имаше критики во јавноста дека немаме центар за изгореници. Да имавме центар за изгореници, ќе беа 4 бокса, ќе беа за 4 пациенти, 5 пациенти. Ние немавме да имаме центар за изгореници за 40, а никако за 100 или 150 луѓе. Мислам дека тоа треба јасно да го комуницираме и како што кажа министрот, во сите градови кај што се прифаќаат наши пациенти се 4 до 6 пациенти. Ниеден од градовите и од болниците не прифаќа повеќе од тоа пациенти. Предизвикот зашто испративме повеќе од критичните пациенти е следната фаза. Значи, хируршката интензивната фаза ја совладуваме релативно успешно, сите пациенти се живи. Сега доаѓа третата фаза, таа е инфективната фаза, бидејќи се овие луѓе со големи оштетувања на кожата и они мора да бидат третирани во стелени услови во боксови. Дел од болниците кои се беа сместени луѓето, вклучувајќи тие со само 10% запатеност, ги немаат тие услови, затоа ги повлековме во Скопје, бидејќи во основа клиничкиот центар е најдобро подготвен да се совладува со тоа, а да се справиме со сите се испратени луѓето во странство. Бидејќи мораме да рачунаме на ово што министрот го кажа, и уште еднашка, можни се вдишувачки опекотини на дишните органи. Сите пациенти и што се чувствувале добро да се јават на лекар, да се провери дали имат внатрешни повреди. И уште еднашка пофалба на македонското здравство. Докторите кои стигаат од Белград, Прага и од Израел се војни доктори со искуство во изгореници. Бидејќи кај нас и кога се случувало да имаме изгореници, тоа е 1 или 2 тежок случаи на 2 години. Значи не станува збор за хируршкиот и интензивниот дел, кој го владееме добро, туку сепак станува збор за настани што не се со толку акумулирано потребното искуство. Ако може уште еднаш ја да им се заблагодарам на сите медицински работници, тоа веќе и вчера го кажав, и на сите држави пријатели на Македонија кои што ни се јавија, не поддржаа, прифатија пациенти, ги третираат пациентите, не комуницираат се уште и денеска има уште полно понуди од држави кои што ни се нудат евентуално доколку треба дополнително да испратиме пациенти, ни стојат на располагање. Освен изгореници, овие 50 на кои се тука на клинички со какви други повреди се здобиле? Генерално се значи фрактури, неколку, и нешто имаше, ми се чини од дигестивна хирургија, директорот кој што има повреди при излегување од дискотека или при тие бегање на луѓето кога излегувале. Генерално се изгореници. Дали поголем дел или голем дел се малолетни лица од овие кои не ги знам по возраст, меѓутоа генерално се повеќе се над 18 години, може би има неколку кои што се, меѓутоа не можам со точност да ја кажам број. Само 7 малолетни се, 7 се,
од 135, значи 120 и колку доаѓа 30, практично над 18 години. Ви благодарам. Се гледаме следниот, пред се биде во 1 час.